Нема опасност од поплави во Македонија. Од управата за хидрометеоролошки работи велат дека денеска сите водотоци се во благо намалување. Од Центарот за управување со кризи, од каде постојано се следи состојбата, потврдуваат дека изминативе денови немаше зголемување на нивото на водите над критичните точки и во западниот дел од земјава. Центарот за управување со кризи препорачува надлежните органи од единици на локална самоуправа во соработка со регионалните центри за управување со кризи и подрачните оделенија на Дирекција за заштита и спасување да излезат на терен и да ги посетат критичните точки, земјоделските зафати за наводнување, мостови и места со побојна вегетација, каде отежнат протокот на водите и да преземат мерки и активности за отстранување на евентуалните воочни проблеми. Истовремено Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните да не фрлаат отпад и градежен шут по дивите депонии кои се наоѓаат покрај самите речни корита, бидејќи истите може да предизвика запушување на каналите и на речните корита, со што би се оневозможило слободно протекување на водата на дојдена како резултат на врнежните од дожд и би придонело за појава на поплави. Вардар и Бистрица не направија посериозни проблеми и во општина Јагуновце, каде години наназад населението се соочуваше со нивно излевање и поплавување на земјоделски површини и домови. Градоначалникот Тони Куцевски вели дека кризниот штаб е во постојана комуникација со населението на терен. Каналот Бистрица Радиовце, кој беше исчистен пред 2 години, нормално функционира. Нивото на Вардар е на критичната точка, а во моментов единствено опасноста ја гледаат во избивањето на подземните води, кои деновиве се регистрирани како изолирани случаи.